По повод Светскиот ден на животната средина, општина Битола заедно со јавните предпријатија и неколку невладини организации спроведува активности за отстранување на несоодветно одложен отпад, односно чистење на лоцирани диви депонии. Општината во изминатиот период лоцираше 15 диви депонии, од кои во текот на денешната акција беше спроведено чистење на 5 локации. Оно што е важно, сакам уште еднаш да потсетам до несовесните наши граѓани. Значи, навистина Битола е еден специфичен град и уште еднаш апелираме. Значи, сметот да го изфрлат онаму каде што е одредено местото за изфрлање на смет. Значи, и органскиот отпад, но и градежниот шут кој што е тука, навистина ја загрозува животната средина. Инспекциите имаа полни раце работа, вели градоначалникот Талески, но сепак, според фактите и намалениот број на диви депонии, расте совеста кај граѓаните. 23 од оние кои што го изфрла сметот се опоменати со чистење на целата депонија каде што го изфрлале сметот, а тројца се парично казнети и тоа ќе го продолжиме како пракса идниот период. Значи, општина Битола не само во овој сегмент, вие знаете дека преку Советот на општината имаме посебна програма за заштита на човековата околина, така што се грижиме за сите аспекти, знаете изминатиот период, зимскиот период, преку нашите институции, главно најголемите загадувачи во градот, беа опоменати и навистина ги изчистивме сите оџаци, со што придонесовме практично за намалување на аерозагадувањето. Општината будно ја следи ситуацијата со аерозагадувањето, кој во последните 2 месеци се движи во рамки на дозволеното според законските одредби, а за скоро време се очекува да започне реализацијата и на топловодот од рек Битола. Начинот на грејење полека ќе се менува за општина Битола, а тоа значи дека најверојатно општина Битола следниве неколку години ќе го има најдобриот начин на затоплување, што значи дека на тој начин ќе го решиме најгорливиот проблем во однос на животната средина, односно аерозагадувањето, а тоа е да го спречиме сето она што сега ни се случува. Значи, гледајте, големите капацитети најчесто греат на мазут, и тоа е главната причина. Јавните предпријатија секогаш се вклучуваат во ваквите акции, а граѓаните веќе се навикнуваат инертниот отпад да го пренесуваат на одредената локација. Веќе граѓаните се јавуваат по одредена процедура, дел сами си носат, она како што беше предвидено изгласано од Советот и по одреден ценовик дел ние подигнуваме и сметам дека на тој начин многу ќе се допринеси за барем од тој тип на отпад да се намали во градот. Значи, тој тип на отпад мислам дека тоа е доволно добро за да го решиме. Покрај во Битола, акции за отстранување на несоодветно одложен отпад беа спроведени во уште неколку градови, како дел од пролетната кампања Македонија без отпад.